identity, my dear. I like my toes done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking king here at my side. Take it everywhere I go. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an illegal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm an illegal alien. I'm an Englishman in New York. Manners like a man, as some would say. He's the hero that takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty and royalty leads to naturality. You can make the past the only one. Into this variety, wherever in this society, our pennies bright and running in the sun. Confront your enemies, avoid them when you can. Takes more than license for a gun. Moves that combat gets you make a man. A gentleman will walk and never run. Manners make a man, as someone said. He's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Be yourself, no matter what they say. Nam ondan Priznaću ti zašto volim proleće. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama. Prikrit ću te neba, grad bude zaspan. Utopit ću ti led za usan. Daću sve što ima za tvoja oka dva. Obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam
Ne znam da te niko voli kao ja, a ne bi ova noć tako voljela. Da me nisi voljela. Много ми е драго, ще имаме прилика да продължиме с нашето учество в манифестацията Евгения град на културата за 2025 година. Верувам дека ова дело може успешно да остварува това трансцендирање и ќе имаме прилика повеќе да слушаме на врска со ова од страна на доктор Александра Јураковска. Благодарност до Илија Караджов и до Филип Хаджикојчев за нивниот настап денес. Ќе имаме прилика да ги слушнеме и на самиот крај на оваа промоција, а пред тоа се разбира ќе имаме прилика да слушнеме излагањето на промоторката за некои помалку или повеќе видливи детали од содржината на романот, наративните стратегии и така натаму. Како и да слушнеме извадоци прочитани од предсеколешката момент Снежана Стојчевска. И би сакал, верувам дека и вие и би уживале да слушаме на крајот излагањето на самата авторка. Ви благодарам многу што сте дел од оваа промоција. Да уживам. Имам чудно име. Повеќе личи на придавка, отколку на собствена именка. Двосложна придавка. Бела. Мама еднаш ми рече дека во него имам по еден слог од бабите, за да бидат задоволени и двете страни. А и навистина сум бела. Како сирењето на баба ти Лазарица се шегуваше мама со мене, а обравчињата ти се расцутени сардели на баба ти Бежанија. Не ги носам само почетните слогови од нивните имиња, туку и нагонот на баба ми Бежанија за забегување во сопствениот малечок и затворен свет и љубовта кон целиот расцутен и шарен свет на баба ми Лазарица. Презимето ми е Самаковска. Сега, додека се навраќам на спомените, најмногу ме одредуваат неговите први два слова. Сама. Бела сама. Ја отварам фиоката со марамите. Ме заслепува виножито. Мајка ми ги сакаше живите разиграни бои. Сите нејзини марами се прелеваат во такви светли и радосни тонови. Колку убави турбани си правеше со нив. Ги заноси кога секој ден откриваше нови бели влакна во косата по несреќата на татко ми. Со нив изгледаше уште повисока, поубава. Оддалеку ја догледував кога се враќаше дома. Може би поради нив селските жени никогаш не ја засакаа. Беше поинаква, различна, туѓа. Во последните месеци, кога и падна речиси целата коса, постојано ги носеше. Уште кога ќе излезеше од својата соба,
веќе имаше замотано околу главата некоја марама. Секој ден различни, со весели бои. Мислев дека ги носи поради мене, да ме поштеди од таа нова слика за себе, а можеби самата не можела да се гледа толку поинакво. Можеби самата себе си била тугинка. Браво, Снеж. И благодарам на Снежана Стојчевска што ни даде вовет увертира во денешната или вечерашнава средба. Добар ден, здраво живо и од мене. Навистина ми е чест што сме денеска со вас. Му благодарам на Стефан Марковски за целата иницијатива, на библиотеката Гоце Делчев од Гевгели. И навистина е чест да се биде дел од севкупното чествување на Градот на културата во 2025 година. Бела сама е роман на Виолета Танчева Златева, од оние книги кои брзо се читаат, а долго се памтат, или книги на кои сакате да им се навратите неколку пати, да ја прочитате или барем да ја поминувате размислувајќи за неа. Ке се обидам да ви доловам зошто јас му се навраќам на овој роман, во размислите, во одредени ситуации, она што ќе се обидам да го кажам не е некаков критички осврт, туку повеќе еден есеистички пристап или прочит на читател кој неколку пати прочитал иста книга. Тргнувам од насловот, како што пред малку можевте да слушнете, сигнификантен наслов, име на главната хероина, на главната јунакиња, специфично име на една девојка. Најпрвин мислев дека е блиска рода со Моно Самоников, овој го кажав и на Вики во една прилика. Моно Самоников е еден прекрасен лик од делото на Димитар Солев, Кратката пролет на Моно Самоников. Може би првиот модерен и модернистички лик во нашата проза. Но всушност излезе дека Бела сама е чиста спротивност на нашиот Моно. Моно на Солев е анархистичен, урбан лик, невротичен, нештата ги остава по инерција, додека нашата Бела Самоникова е негова спротивна страна. Таа е темелна, внимателна и педантна. Стамена е во хаосот, стамена е во сите бури. Љубовни, копнежливи, тажни, опасни, заканувачки. Бела е кротка хероина, јасна и бистра и во најматните и најмачните моменти од нејзиниот живот. Со неа лесно ќе се разберете, лесно ќе се поистоветите. Во неа ќе препознаете некоја своја блиска пријателка, рода или можеби самите себе си. Незината впечатливост и питомост лежи во начинот на кој е градена, предадена, но највеќе врз јазикот на кој е напишана книгата и е опишена самата Бела сама. Тој е прекрасен македонски јазик, раскошен, слоевит. Танчева Златева е мајстор на перото, на раскажувањето, на копањето по јазичното богатство, назното што не го имаат оставено предците, но и нашите предходници по перо. Незиниот јазичен ниет подсетува на оној на Петрема Андреевски или на Митко Маџунков, со длабок пиетет и подсетување на архаизмите и на диалектите, на заборавените зборови и запретените значења. Додека го читате романот си велите, еј, каков збор, еј, баба ми велеше вака, а да, во оној крај имам чуено, дека така велат, најчесто тоа е од струмичкиот крај позаемено. Всушност, тоа се уште една од силните атрибути или адути на овој роман. Тоа е препознатливата нитка и на севкупното творештво на Виолета. Таа е јазичар, лектор, искрен поклоник и влюбеник во македонскиот ни јазик. Упатена и учена во него, доволно храбра и сосема компетентна да ги поодучува и другите и преку стих, и преку расказ, и во романи. И овде ќе направам сосема куса пауза, затоа што, како што кажав, не замислив ова да биде критички осврт, туку повеќе еден мој прочит на делото, а за да се дополнам, ќе сакам да ја чујам и авторката, па, еве вака, две кроки и прашања. Вики, колку е Бела сама има храбар пандан во реалноста? Имаше ли конкретен лик додека ја градеше? Јас дури откако ја напишав, првин добро вечер на сите, драги присутни, драги пријатели. Дури откако ја напишав, потоа кога читав веќе редакцијски читањето, сватив колку има дел од мене, од она девојче што сум била јас додека сум растела во Гориево, во Бела сама. Така што можеби на некој начин е мој пандан од моето детство.
Мислам дека е неизбежно секој автор да си внесува елементи од сопствениот Од себе, живот во своите ликови. Јас, на пример, и го почнувам романот со раскажувања на Бела сама, со реални случаи што и се случиле на Виолета Малата, на пример со дедото Борис. Ние навистина имавме дедо Борис во Бориево, кој живееше малку подолу од нас на улицата и кога поминуваше да оди сред село на дуќан, како што викавме, во продавница, секогаш имаше обичај да застане и да си позборува со нас децата. И секогаш го прашувавме: дедо Борис, каде одиш? И тој ќе ни кажеше некоја интересна приказна. И две од тие негови приказни се тука, дека оди да ја купи чорапи на баба Дана или да го викне сонцето затоа што е студено. Така што има многу делови во детството, во раскажувањето на Бела. Понатаму можеби нема некој конкретен пример за угледување. Болеста на мајка и на Бела сама или оној несреќен брак на нејзината тетка и така натаму. Меѓутоа не мора да има лично во моето семејство или во моето обкружување. Мислам дека сме свесни дека постојат такви случаи и сме слушале или слушаме, читаме за нив во црните хроники секојдневно, за жал. И тоа беше неминовно да си најде одраз и во романот, бидејќи романот зборува за едно современо време, за еден живот што го живееме сите ние овде на овие простори и токму затоа и јазикот е таков каков што е. Так. И тоа беше следното мое прашање или подпрашање. Јас и Вики приватно и службено и секако многу често зборуваме за јазикот, многу често знам да ја консултирам, попатно имам некогаш дури и трема ако нешто погрешам. Мислам дека сме зборували за ова. Колку во денешно време е потребно или пак ајде дозволиме да искористам збор храброст да се враќаме на архаизмите, да се враќаме на диалектите, да се враќаме на нешто што ни го имаат оставено, јас велам и нашите предци, но и нашите претходници. Не само што е храбро, туку е нужно, неопходно во денешно време да се враќаме воопшто на своите корени, и национални, а и јазични, како одлика на националноста наша. Особено во денешно време е нужно, затоа што сме просто бомбардирани од еден огромен наплив на странски зборови. Особено англискиот има големо влијание. Јас како лектор, уредник во издавачки центар 3, секојдневно се соочувам веќе со вообичаена стана англиска синтакса на реченицата. Значи, ние не само што ги забораваме нашите зборови, туку воопшто почнуваме, преводите особено, многу се поведуваат, англиски се речениците. Еве денес што го лекторирав еден текст пред да тргнеме за овде. Значи, фрустрација, антагонизам, фокус, не знам. Тоа се се зборови што имаме ние прекрасни македонски зборови да ги заменеме. Ситуацијата, например, со фрустрација, ако нешто не успеете да устварите, вие сте фрустрирани. Како викаме ние на македонски? Ние сме разочарани, или сме незадоволни, или она фокусот, или агенда, не знам. Еден куп такви зборови, често среќавам изјави дека ни е сиромашен македонскиот јазик, дека не можеме со него да пренесеме се, напротив. Не само што можеме да пренесеме, туку можеме и многу убаво да го пренесеме тоа и убаво да звучи, само што се ги забораваме и не се ги почитуваме нашите зборови, за жал. Дури и лектори има што тоа не го практикуваат. Како одраз на воопшто, општо земено, површното живење, ние се површно примаме од што сме бомбардирани со информации, и лекторите читаат површно, па и читателите, меѓутоа нив не име работа да вршат поправки во текстовите. Значи, потребно е будно следење на текстот и будно читање, па еве и на собствен текст кога пишувам. Дури и да сум вметнала во скицата некој странцизам, кога ќе го уредувам, ќе најдам убав македонски збор за да го заменам. Тоа е неопходност во денешно време. Ви благодарам на одговорите. Јас се надевам дека и читателите кога ќе ја прочитаат Бела само ќе уживаат во овој дел од јазикот за кој зборува Вики. Наместо прашање, сосем акус уште еден дел од она што јас го напишав, ќе те замолам потоа и да го искоментираме, затоа што имам и уште две прашања.
Уште една храбра или изненадувачка црта на Бела Сама е атмосферата. Темата и сместувањето или сетингот на действието, пред малку можевте и да чуете нешто од одговорот на Вики. Во време кога нашата проза брза, ита, да стигне на некакви си европски патеки и текови, ликовите можат да бидат од секаде, но и од никаде. Бела Само е девојка од село. Од нашето ни македонско автентично село, оно од кој многу брзо се откажавме, го заборавивме, како да се подзасрамуваме од каде сме, дека нашите родители се оттаму, дека некои од нашите баби и дедовци се уште живеат сам. Действието се случува на релација село-град и тоа е мощно и интересно. Втората нитка храброст на која се темели овој роман се темите. И пред малку откри нешто Вики околу тоа. Тага, загуба, врсничко насилство сместено во време и место кога не знаевме дека тоа така се нарекува. Потоа заплеткани семејни односи, нефункционални бракови, насилство и обид за злоупотреба на едно дете. Прашањето за тоа каде и кој ќе се грижи за остарените родители, кој ги понесува сметките околу нивното последно испраќање или чии се нивите. Виолета Танчева Златева во Бела Сама успева во она што го вели големата Оливера Николова, а тоа е да направиш и читателот да го боли. Бела Сама е роман и за растењето, затоа што секој лесно може да се препознае во него или во детето што бев и личноста што сум. Ете така, тоа е мојот кусо прочитување на тоа што е Бела Сама од неколку наврати на него. Споменавме нешто околу тоа каде е сместен, јас употребив уште еден естранцизам, сетинг би рекла, го позајмив од театарските, нели, од речник. Ме интересира таа, ајде да кажам, може да речеме одлука. Не многу често во современата македонска проза го среќаваме веќе селото, иако тоа беше одлика на прозата на 20-тиот век. Како да подзаборавивме на него, како да подзаборавивме, како да сакаме да имаме моносамоников никнат од никаде во некаков урбен пейсаж. Значи, веројатно изборот на местата не е само интуитивно, така ми доаѓа, меѓутоа веројатно е одредено од тоа што јас самата сум селско дете. Никогаш не сум се срамела да го кажам тоа, напротив, секогаш го нагласувам, зашто ако не сум растела во Бориево, во едно мало, прекрасно село, Струмичко, јас веројатно немаше да бидам тоа што сум денес, можеби немало ни да пишувам, ќе сум се занимавала со нешто сосема друго. Сваќам дека тоа всушност одредува многу мои теми. Стефан на почетокот рече дека ова е дебитански роман. Стефан, ти си млад автор, тоа ти е простено. Дебитанскиот роман ми беше во 1993 година и се викаше Враќања. И тој роман почнува со еден селски поп го отвара действието со тоа што значи живее во село. И понатаму како се развиваат работите, се значи поврзано со местото што не одредило такви какви што сме. Затоа денес донесуваме такви одлуки. Мојата збирка раскази од 1999, враќајќи се во Бориево, е всушност целата поврзана со моето Бориево. Како хронотоп е многу интересно селото, во случајот на Бела Сама. Всушност, родителите на мајката на Бела потекнуваат од село. Кога остануваат без работа, ова е одраз сега на овие наши времиња и транзицијски и така, затварање на фабрики, останување без работа. Тие решаваат да се вратат во селото. И Бела всушност ги поминува второ, трето, четврто оделение, она учи во селото. Што се случува сега? Врсничкото населство не е одлика веќе само на урбаните деца. Бела Сама доаѓа во селото на своите родители, на татко си, и е всушност осудена на врсничко насилство со самото тоа што е поинаква, што е друга. Она не може да се, колку и да се труди да се вклопи, значи децата ја гледаат како поинаква. Се издвојува по тоа што сака да чита, размислува и така натаму, и за нив таа е прчла. Овде, пишувајќи го овој дел, ме болеше и самото тоа што денешните села се претворени во мали градови. Значи, селските деца од мое време беа
она што се уште се кажува за психологијата на децата, простодушни, наивни, чисти и така натаму. Денешните селски деца се исти како градските и денешните деца се сурови. Не се како некогаш. Зошто се сурови? Затоа што се изложени на сурова култура. Преку социјални медиуми, преку видеоигри што се речиси сите поврзани со надпревари и со убивања и преку хорор филмови и сцени. Преку Значи, насилство, општо преку преку насилство, ние самите си ги правиме децата да бидат такви какви што се, сурови. И тука нема оправдување за никој од нас како родители. Другото Кроки Ми даде убав вовет, уште едно имам сега. Ми се отвораат нови работи кои претходно не сме ги зборувале. Колку е важно современата литература, современата книжевност? Веќе не делам, бидејќи си присутна и во поезијата, и во прозата, разказот и романот. Претходно не ги спомена разказите од минатиот век. И тука го има. Да, па секако. Тук там бурио. Да, малку помалку, меѓутоа го има. Така е, да, го тоа е има, претходната книга на Виолета. Да, ја има и тука неколку примеруци донесовме. Колку е важно денешната проза да биде отворена за вакви актуелни теми? Го споменуваме врсничкото насилство, сега така го дефинираме. Од секогаш постоело на поинаков начин. Не сме биле свесни дека е тоа некакво насилство. Така. Колку е важно да биде отворена за актуелните теми? Затоа што јас не попусто велам, лесно ќе се поистоветиме со приказната на Бела само и не правам разлика дали е тоа машко или женско во однос на читање, затоа што може да препознаете ситуација, може да препознаете епизода, настан, раскажан, па дури и некаде начуен, да, во моето мало имаше таква случка, да, во моето семејство или баба ми раскажуваше за такво нешто. Мојата баба раскажуваше слично нешто како злоупотребата на дете од нивното член на село. семејството. Да, и тоа е ова далечните 1920 и некоја година, така. Тоа секогаш постоело, само што се зацкривало порано, Така. не се зборувало затоа што било срамно, сраме за семејството. Одлично. Дали литературата треба да го има тој срам и зазор? Или е потребно да се отвори за да ги кажува нештата? Задачата на литературата е токму отварањето на тие прашања. Инаку, што друго има задача литературата? Навистина се убаво е кога читаш нешто да ти е убаво, да има голема естетска вредност, не знам. Меѓутоа, ако нема некаква порака, ако не откриеш нешто, ако не зборува за проблемите на денешницата, тогаш зошто е воопшто? Може би ќе живее известно време, меѓутоа не е актуелна. Значи, тоа е тоа што го кажуваме. Денешната проза особено, премногу се свртува, Александра, ти тоа го кажа прегеска, кон европски теми. Така. Да. Не можам јас да им забележам на денешните автори, тоа се особено младите автори го прават тоа, меѓутоа тие живеат веќе во такво време, така? И можеби свесно одбираат да пишуваат за тие европски теми, некои од нив и познавам такви, што сакаат да бидат преведувани и актуелни и во други земји. Тоа не е за срамота, тоа е легитимно авторско право. Меѓутоа јас не спаѓам во нив едноставно, јас не се препознавам во тие теми што мене лично не ме допираат. Во однос на темите и отворањето на темите, јас имам тука забележено една реченица колку е храброст да се отвораат раните. Затоа што спомена Виолета, споменав и јас, романот отвара болни теми. Отвара теми на разрушени семејства, на нефункционални бракови, на насилство во бракот, на, ако сакате, и на релацијата деца, родители, остарени и немотни родители и што со нивната немоќ. Колку е храброст да се отвораат ваквите? Па не знам дали е храброст, можеби е нужност. Мене ми беше многу тегобно да ги пишувам тие делови еве за семејното насилство, за тетинот колку е насилен. Меѓутоа тие се реални состојби, постојат и да ги криеме, ние не постигнуваме ништо со тоа. Литературата, како што знаеме, книжевноста, пишувањето на книжевност, има и една терапевска цел пак на крајот на криштата. Она што те боли или што сакаш да се соочиш со него, пишувајќи го на некој начин се ослободуваш од него или се соочуваш и го сваќаш и можеш да го прифатиш. А пишувајќи го, фактички им го даваш и на другите луѓе и на читателите на увид и тие да станат свесни. Оти не сме сите секогаш свесни за вакви работи.
Може би сме имале среќа да не ни се случат во потесно, пошироко семејство во околината и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, улогата на книжевноста е токму отварањето на горливите и на тешките прашања. Ова сум прашала, но не се сеќавам дали сме зборувале, пред малку зборувавме за приемот на книгата кај читателите. Дали имаш реакција од читател, од машки читател? Од Пепи Стамков. Пепи, ке сакаш да споделиш со нас? Секако, благодарам прво. Многу ми е мило што се гледаме од Евгелија, зашто првата промоција се одржа во Скопје минатата година, баш на 13 февруари, денот на Друштвото на писателите на Македонија. Јас напишав краток осврт исто така за Бела Сама. Мора да признам дека романот го исплака. Значи, како што можеби ја начина Александар тие оваа тема, дека или болката, чувствувањето, убава е забелешката што децата, повеќето не се ранливи деца, тоа се ќе употребам еден странски збор, тоа не е веќе врсничко насилство, ами станува булинг. Истозначни се зборовете, иста е врската, меѓутоа со текот на времето станува таа рана, смелоста да се отвори таа рана, знаете, тоа е колку што порано било табу тема, забраната тема, дори срамна тема. Јас се уште се сеќавам, дома ми зборувале, че бебе, зашто зборуваш за тоа е срамно, што ќе кажат комшиите на банерите, ќе намерно го кажувам овој збор банер, етикета станува. Така што во врска со Бела Сама не само што е храбро, ами и нужно да се отвораат вакви теми. Додуша, според мене, колку што е можно повеќе. Не само да се избегне да не се зборува за таа тема, туку да се скрши тој мраз на што ќе кажат комшиите, како ќе гледа светот на нас, како воопшто ние ќе екзистираме ако не зборуваме за тие теми. Така што во овој момент би сакал да ја поздравам Кики, зашто да се пишува на оваа тема не е само храброст, туку и потреба. Потреба. Така. И не само да се има женски лик, зашто во случајот имаме женски лик, но ако ја тргнеме тоа означување женски лик, да бил ете Моно Самоников, некој современ Моно Самоников, патем кратката поет на Моно Самоников, мој омилен. Така што ми е мило што ја даде оваа споредба. Доколку го ставим Моно Самоников во кожата на Бела Сама, ќе имаме истата ситуација. Дали би била истата приказна, зашто е машки лик, не знам. Каква би била рецепцијата, односно примањето од страна на читателите, па и на авторите читатели, тоа е приказна посебна. Токму за ова што го спомна Пепи, да не чути, да не чујат комшиите. Значи, јас така сум растена во нашето семејство. Ако ние како деца нели имаме потреба некојаш кога сме гневни да викнеме, мајка ми секогаш ќе кажеше: чути ќе те чујат. Што мора да те чујат? Или ако ти е тешко, не мора да покажуваш некој лик, сите да знаат дека ти е тешко. Токму затоа мајката на Бела Сама ја направи така малку похрабра и она ја учи својата ќерка дека не треба да ја биде важно мислењето на другите. Туку треба да си ја даде слободата да биде тоа што е, да си го живее својот живот. Да. Мило ми е што ја споменуваш мајката, јас некако низ прочитот не ја споменав, но мајката е многу важна како многу е важна во градењето на ликот на Бела Сама, токму поради таа храброст. Храброста се наследува или се учи. И сега додека го зборувавме ова за ќути, молчи, да не слушна, што мора сите да знаат и така натаму, сакам да ја дадам релацијата со бракот и со семејните односи, затоа што кај нас не е тоа дека е нешто непознато, дека и не учеле и не воспитувале и нашите баби и нивните баби и мајките и така натаму, да се молчи и за проблемите во бракот да се молчи. Како велат, ќе се исплачеш и ќе излезеш, така? Од тука Бела Сама за мене е роман со кој може да се вежба и емпатија, со кој може сочувство, освен поистоветување. Ајде те молам околу храброста на градењето.
Храброста, сите ние сме храбри, бара храброст да го поднесуваш тоа, ако ти се случува, значи, многу е лесно да сочувствуваме со туѓи проблеми, ама ако нас не се случува тоа, значи треба да си навистина храбар да го поднесуваш. Еве случајот со тетката, например, на Бела Сама. Значи, таа живее во брак со човек што ја малтретира. И физички, и психички ја малтретира. Меѓутоа, таа е селска жена, која нема храброст и друго што е многу важно, нема поддршка од своето семејство. Кога отишла прв пат да ја се пожали на мајка и што ја кажала? Како што би ни кажала и или не сега, сегашните мајки, ама порано така кажуваа. Ти си го одбра, ти ќе го трпиш. Ќути да не те слуша светот. Значи, она нема поддршка и она нема храброст да стави крај на тој брак. Среќа што самиот нејзин сопруг решава да стави крај со тоа што оди на печалба во Италија. И друга тема, печалбарството. Печалбарството. Например, пола од младите од моето Бориево се веќе во Италија. Половина Македонија. Да. Сите ние имаме некој што е далеко, да. Дали може би имаме од публика некое прашање, коментар? Нас ако не оставите, ние вака многу долго можеме да тераме. Слободно повелете ако некој сака нешто да праша, да искоментира. Ајде, повели. Да кажам, воопшто творештвото на Виолета како целина е творештво без изми. Ако смеам таква забелешка да дадам, особено зашто Виолета е позна не само како поетеса, прозаистка, раскажувачка, ами како и лекторка. Така што да се чита нешто ново од веќе празник не само за нас читателите, туку и празник за македонскиот јазик. Леле, Пепи, ти благодарам. Одлично. Ти благодарам. Јас би сакала да го завршам овој дел во моето читање, коментирање и прашување со нешто што ти го начна претходно. Зборувавме за јазикот, зборуваме за јазичното наследство, за она што ни го оставиле предците и предходниците. И сега, освен што ја пофаливме Вики каква е како авторка, лекторка, и тоа е вистина, не е само пофалба, таа е еден многу посветен читател. И освен што чита се што е нели современо, кое поминува низ незините раце како лектор и јазичар, таа со огромен почит и пиетет се навраќа на нашите предходници, говорам за македонските автори, и за мене е тоа многу значајно, затоа што сите понекогаш знаеме да бидеме себељубиви, себедоволни, како би се нарекло тему. Така. Себељубиви и себедоволни, посебно во денешното брзо време, и да мислиме дека нештата почнуваат од нас. Те молам малку... Сега ми дојде умот на антологијата што ја направив. Така? Со навраќањето. Да. Многу е важно навраќањето на нашите предходници во која била област со која што се занимаваме. Јазикот што ми го пофаливте е таков каков што е, и љубовта моја кон него е таква каква што е, благодарение на читањето уште од мала возраст на македонските писатели. Значи, во моје детство немаше многу преводи на македонски, дури не се ни сеќавам дека имаше преводи на македонски, освен лектирните изданија, беа на српски тогаш. Читањето, значи, на нашите автори. Имав среќа, можеби, што мајка ми и татко ми беа наставници и дома кај нас имаше многу книги. Ама тоа е пак веројатно некоја вродена љубов или наклоност кон нешто. Оти ниту сестра ми толку читаше, ниту брат ми. Тие сосема друго нешто работеа. Значи, многу е важно читањето, за да се изградиме и како личности со ставови, вредности, меѓутоа и да го прифатиме, да го усвоиме и да го тој јазик и да ги препознаеме неговите убавини. Навраќањето кон нашите предходници веројатно резултираше со тоа што минатата година составив и објавив една антологија на македонската современа поезија, почнувајќи од Константин Миладинов Тъга за југ, па неколку мината автори пред војната и потоа прва повојна генерација се до денес. Најмладата е застапена од 1993 е родена. Што се случи сега? Јас, мислејќи дека, бидејќи јас си ги читам, си ги знам и луѓе околу мене, јас мислев дека сите ќе ги знаат тие автори и дека е нормално, ние сме ги учеле во школа. Меѓутоа, повеќето или не се
учат во школа или се во програмата, меѓутоа не се учат, затоа што денешните деца не учат и немаат интерес да откриваат ништо надвор од школскиот час. Многу мои млади колеги, например, реагираа на тој начин што фала ти ова што го направи, затоа што јас не знаев за ово и не знаев за ово. Значи, ми се чини дека најголемата придобивка од таа антологија е што ги открива за понатамошно читање и истражување нашите автори. Имаме многу добри автори, и поети, и прозисти, и срамота е да не ги знаеме. Затоа што ништо не почнува од нас, како што и самата рече. Така, ти благодарам. Ќе ја замолам Снежана да ни даде... Снежа сама си ги одбрала, значи извадоците и мене ме изненади со тоа што го чита. Бела. Се будам со татко ми во мислите, што туку излезен од мојот сон. Не ги отворам веднаш очите. Сакам што подолго да ја зачувам неговата слика за трепките. Неговиот поглед полн со тага што ми го упатува. Одамна не сум го сонувала. Висок е, каков што си беше. Исправен, со благо навалена глава на левата страна. Исто како што правам и јас. Облечен во омилениот сив костум, со разбушавена коса. Се штрекнувам кога ги отворам очите. За миг ми се причинува дека го гледам во собата. Стои на 2-3 чекори од креветот. Ми се гледа изморен. Како да застанал малку да се одмори по поминат долг пат. Замислен, тажен и сам, но со подадена отворена дланка, како да чека некој да ја наполни празнината, како да чека некој да го фати за рака. Ненаситно не јаде земјата и пак гладна останува. Неволно се враќаме во неа, таа штедро не прибира во своите преградки, како деца што ги пуштила да си поиграат, па ги вика да се вратат дома кога ќе се стемни. По целата падина се распослени домовите на смртта, гробиштата, аргументатив кој самиот во себе го носи стравот од смртта и од тоа ненадминато страшило. Не се плашам од неа, се плашам од човечките страшила, се плашам од умирањето на душата, а смртта не ја познавам. Веќе успеав да ја припитомам. Пријателки сме, диша во секоја моја клетка. Мене ме плаши мојата лична темница, мракот скриен длабоко во мене, што само чека згоден миг да скокне, да ме совлада. Значи, многу сум ти благодарна, Снежа, што ги одбра овие. Снежа ги одбрала лирските делови, а има многу лирски делови во романот. И сега, слушајќи ја, сваќам колку всушност во Бела сум пренела од себе. Своите размислувања сум ги кажала во Бела. Епизодата особено за таткото. Тоа е македонско верување. Ако сонуваш некој и ако подаде рака, значи чека некој друг. Тоа е всушност предвестник на смртта за мајка им. И многу ме погоди. Фала ти. Фала ти Тела што го напиши. И мене ме погоди оваа епизода, еве неколку пати го читам и се навраќам на романот и да, како што спомена и самата Вики, лирски моменти во самиот роман ги има многу, ги има во целото творештво на Виолета Танчева Златева, како што ги има и јазичните богатства, сите оние джиджиња, да, тоа е прекрасен збор на Блаже Конески. Да, сите джиджиња во јазикот, така ги има и лирските елементи. Јас немам повеќе прашања и не би сакала да го мислам дека беше доволно. Да. Ви благодарам на Снежа за изборот. Повели Стефани. Нема проблем. Имал 3 години. 3 годинки си имал. Да. Сакам друго да те прашам, дали имаш поголем континуитет од сегашна перспектива со, да речеме, со тој роман?
видов и дека во меѓувреме има и роман за деца. Тоа се трите до сега напишени романи. Дали гледаш поголем континуитет од содржински и формална гледна точка со романот или со собствената поезија или со прозата, со што гледаш? Како гледаш на односот од дело до дело? Значи, кога кажам формално, мислам на јазично-структурна, јазично-структурните аспекти, а другите се содржински, наративни стратегии, игровите, начинот на кој што се одбива приказната. Така. Се вкупното действие. Значи, благодарам за прашањето. Јас не сум некој автор што работи по некоја програма или размислува за структурата на своите дела, па планира што понатаму ќе напише. Значи, јас не сум за пофалба од таа страна. Јас сум автор кој работи по нагон, да речем. Како ќе ми дојде, јас тоа така го викам. Никогаш немам некој план, сега ова ќе го напишам или за другата година збирка ќе пишувам. Не. Или бела сама, како настана. Тоа се всушност она што ќе ти дојде, размислуваш за него, пишуваш записи, скици и потоа ако премногу те окупира, го раскажуваш понатаму и сваќаш дека има потенцијал за голема приказна. За бела сама, ова сакам да ви го кажам како секоја мајка што сака се пофали со децата, дека бела сама немаше да добие лик на роман и да се објави како роман ако не беше син ми Стефан. Значи со него го смисливме девојчето Бела. Дека е побелена, првата замисла беше од снег е побелена и потоа почнавме ние да разговори, да си го развиваме ликот, да си измислуваме дејства и тоа толку ме закопка што живееше во мене и едноставно мораше да почне да се пишува. За поезијата особено немам никаков концепт, па кај за прозата мора да седнеш да работиш и така натаму. Јас сум автор на мигот. Тоа што ќе ми дојде во мигот го запишувам. Понатаму, нормално кога го пишуваш нештото, се трупа и сакаш да го сконцентрираш на некој начин. Кога ќе пријавам во Министерство за култура, например, збирка, ќе најдам некој наслов заеднички и потоа доаѓа она средување од морето песни, од морето раскази, што ќе се обединат под еден наслов. Значи, многу се напишано отпаѓа. Поезија во последните години објавувам повеќе од причина што немам физичко време да ја се посветам на прозата. Јас, како дете, почнав да објавувам песни, но со книги почнав да објавувам книги со проза, прозни книги. Како што се омажив, дојдоа деца, се намали време, се посветив на поезијата. Бара помалку време. Меѓутоа, не знам дали ти одговорив на прашањето. Кај мене нема систем. Нема. Нема ни континуитет, Стефан. Например, ако ги читаш сега првиот роман и Бела сама, ако ја читаш, можеби ќе најдеш сличности во јазикот, начинот на размислување. Меѓутоа, мислам дека се сосема различни. И првите збирки раскази од 91 наваму, значи, сосема е различно, сето тоа. Нормално е како што растеш и се развиваш како лик, како човек, со нови искуства, сето тоа те менува. Првата книга за деца ја напишав и ја објавив 2008. Тоа е книга посветена на растењето на моите деца. Сега пишувам нова книга за деца, меѓутоа е сосема поразлична, значи, го нема воопшто ни истиот пристап. Првата книга беше во форма на писма што Божем син ми Стефан ги пишува на баба му во Струмица и раскажува за животот, за мајка му, за татко му, семејството, другарчињата и така натаму. Сега всушност пишувам прв пат ќе откријам. Пишувам нова книга за деца во Гевгелија. Што се главните ликови се едно врапче и една ластовица. Сега не знам дали врапчето ми е и сивко и каменко, затоа што има сива боја на камен, а ластовицата се вика небесна, затоа што она лета, преселна птица и така натаму, песнопојна. И сега дејствијата се одвиваат меѓу нив, меѓутоа имаме такви примери безброј во литературата, пишувајќи и раскажувајќи преку нив, зборуваме за луѓето и за нашите меѓусебни односи. Значи, до година тука промовираме книга за деца. Си се поканивме.
Мислам дека тука можеме Да. да заокружиме. Се надевам не ви бевме предолги и преддосадни. Ви благодарам на сите што дојдовте, што ме испочитувавте и мене како автор, и Стефан како директор на библиотеката во чија организација е промоцијата, и Снежана Стојчевска и Александра Јоруковска како промотори, како читач на извадоци од романот. Ви благодарим. Ви благодариме. Книгите се достапни тука, ја имате и Да, авторката. повелете кој сака книгите може таму да си ги најде. Ви благодарам.